Ке се крати од нереализирани капитални проекти, ке се додаваат оние кои ке се градат со британски пари. Многу желби биле ставани на хартија, кои никогаш не почнале со изградба. Затоа за проектите кои се зрели и чекаат старт, ке се повлекуваат пари од британскиот заем, кои ке влезат во капиталните расходи на буџетот. На пример, ако се скратат 300 милиони евра од проекти кои се далеко од реализација, ке се додадат 300 милиони од британскиот заем за проекти кои чекаат изведба. На тој начин, како што тврди министерката за финансии, јавниот долг нема да се зголемува. На овој начин сметаме дека ќе се тргнат настрана оние не толку важни во моментот капитални расходи или инвестиции, како резултат на тоа ќе се вклопат другите кои што ги договараме, да кажеме, со овој договор за стратешка соработка, јас би го рекла, затоа што овој договор сега е тоа на почетокот, ние се договараме, но сите детали остануваат за понатаму, еден по еден проект, како што кажав, како ќе созреваат да можат да се инвестираат. Државата за оваа година предвиде 820 милиони евра за капитални проекти. До крајот на мај потрошени се нешто на 20%. Затоа веќе се подготвува и ребаланс на буџетот, каде ќе бидат одземени помалите приходи од царинските стапки. Од 1 јули владата за 50% ќе ги намали тарифите за увоз на суровини и repроматеријали, додека за увоз од сад во целост ќе ги укине. По овој основ царинските приходи годинава ќе бидат пониски за околу 5 милиони евра. Слободување, да речеме, од царински давачки на увозот од Соединетите Американски држави, тој увоз е некаде 3,7 милиони евра на годишна основа, тука немаме промени, нула е, значи толку би изгубиле, што значи вкупно ние некаде годинава, бидејќи нели велам на годишно е 2 милиони, половина година ќе остане до крајот на годината, тоа е 1 милион евра фискални импликации, овие 3,7 за годинава ќе бидат 4,7 милиони евра. Станува збор за 67 царински стапки, кои се однесуваат за увоз на суровини и repроматеријали за автомобилската и металопреработувачка индустрија. За литиум-ионските батерии пак, царините од 15 ќе се намалат на 2,7%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.